Општина Кочани е пред процедура и спроведување постапка за избор на заменик градоначалник. Новата ситуација се случува по вчерашната неотповиклива оставка на градоначалникот Љупчо Папазов. Законот за локална самоуправа, односно членот 54, предвидува повеќе околности за пристанок на мандатот на градоначалникот, а тоа се следните случаи. Мандатот престанува по поднесена оставка во случај на смрт, ако е осуден со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор над 6 месеци, ако со решение е лишен од деловна способност и поради неспојивост на функцијата. Во случајот со Кочани треба да се спроведе процедура, за што премиерот Христијан Мицкоски изјави. А што се однесува до советниците и што се однесува до процедурата за избор на ВД градоначалник, тоа ќе го направиме во рамките на законски утврдениот рок. Идентичен случај имаше и во Штип кога поради избор на министер функцијата пред време ја напушти градоначалникот Благој Бочварски. Тогаш беше спроведена постапка преку Советот на општината. Имено Советот избра кандидациона комисија од неговиот состав, пошто беше предложен ВД градоначалник во случајов Јане Миланов. Предлогот беше ставен на гласање пред советниците и со мнозинство гласови тој беше избран за ВД градоначалник, која функција ја вршеше 6 месеци.